Денес би сакал да се подсетиме на едно пророштво, и тоа само заради денешниот датум според римскиот календар. Сакал да прашам дали денешниот датум ве асоцира на некој историски момент поврзан со библиските пророштва. Не очекував да ви биде толку познат денешниот датум. На денешен ден, или 10 февруари според римскиот календар, што се случило? Во 1798 година. Да. Тоа бил датумот и денот на кој што еден од генералите на Наполеон Бонапарта, францускиот генерал Бертие, влегол во Рим. Се разбира не по своја волја, по наредба на неговиот господар, царот Наполеон. И се дрзнал да го направи тоа што ниту еден европски владател не го направил никогаш, ниту смеел да го направи во претходните 1260 години. Да го уапси папата, се мислете. Како се викал тој папа, знаете ли? Кој што бил уапсен 1798 година. Тој бил еден од пиовците. Се викал Пио, според папското име. Како се викал предходно во приватниот живот, пред да стане папа, не знам. Кој Пио бил овој поред, знаете ли? Знаете ли колку пиовци имало вкупно во историјата на папството? Тоа ќе го одговорам подоцна. Но овој што бил уапсен, бил папата Пио VI. Не бил по ништо особено познат или истакнат во историјата на римските папи. И да не беше ова, значи, станал познат по тоа што тој бил оној папа кој што бил уапсен од страна на француската војска на 10 февруари 1798 година и потоа одведен во заробеништво, одведен во Франција, каде што историјата вели дека следната година, 1799-та, умрел. Ништо посебно, ништо особено за него, освен станал познат по тоа што умрел. И предходно бил уапсен. Нешто што не се случило никогаш, ниту пред тоа, во историјата на христијанството, да речеме, никој не се осмелил од европските владетели да уапси папа или да се направи поголем од него, а не се случило ни никогаш после тоа, до ден денес. Би можеле да го споредиме само со Јован Павле I. Пошто бил познат Јован Павле I? По тоа што откако станал папа, бил папа само 33 дена. И потоа, така го викаат, многу се смеел. И потоа бил отруен и убиен
Значи, освен тоа, што толку кратко време бил на таа позиција, па имаше разни теории, разни спекулации, зошто убиен и така натаму, не навлегувам во тоа сега. Една од теориите беше дека наводно сакал да го расформира, да го распушти езуитскиот ред, што е многу голема амбиција, ако тоа навистина било негов план, како што се зборува и за Кенеди, дека сакал да ја расформира ЦИА, што е исто така премногу голем залак. Сеедно, не навлегуваме сега во тие спекулации, не се ни битни, туку битно е нешто што го кажува пророштвото во врска со и со овој историски настан. Само накратко да се подсетиме на Откровение 13 глава, иако повеќе би сакал да размислуваме за 11-тата, но само накратко во 13-тата глава. Кој стих во 13-тата глава од Откровението одговара на овој историски настан? Кога по Француската револуција, новиот император Наполеон, односно неговиот генерал Бертие, се дрзнал да го уапси и папата, да го одведе во заробеништво, каде што овој следната година умрел. Нешто што нито еден европски владетел не се дрзнал да направи, дори и оние кои што се противеле на папската власт, на папската држава, никогаш порано во историјата, особено никогаш порано во текот на тие 1260 години, откако постојала папската држава како политичка власт, од 538 до 1798 година, кога таа држава фактички била уништена и ќе помине долго време за да биде повторно обновена како држава. Дори во 20. век, во времето на Мусолини, кога со така наречениот Латерански договор се формира државата Ватикан, 1929 година. Но од 1798 до 1929 година не постоела папската држава. Била, значи, прекината, така да речеме, како резултат на Француската револуција, првата атеистичка револуција во светот и првата атеистичка власт, првиот атеистички режим, што бил воспоставен во поранешна христијанска држава. Ако читате во големата борба, 15-та глава, целата глава е посветена на Француската револуција. Јас мислев нешто да прочитам денес, меѓутоа не знам дали ќе имаме време, ќе видиме подоцна. Ако имате време, вие препорачувам, почитајте, може би ово попладне, 15-та глава од големата борба посветена за Француската револуција. Таму може да прочитате се во врска со таа револуција и како таа револуција била толкувана како исполнување на пророштвата од Откровение 11 глава, најмногу Откровение 11 глава, иако духот на пророштвото на друго место открива дека настаните што се запишани во Откровение 11 глава, сите, од првиот стих до последниот, можат да се применат и се однесуваат на идно време. Значи, на последните денови од историјата на светот, по времето на последната голема власт на Антихристот, на новиот светски поредок, пред второто Христово доаѓање и судниот ден. Но кој стих во 13 глава одговора на
апсењето на папата. Добро. Некој го спомна и третиот. Ајде да видиме што вели прво третиот. И видев дека едно од главите негови, како да беше смртно ранета. Но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна под зверот. Зошто стихот вели и видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета. Значи се работи за привид. Стихот не вели и видов дека една од главите негови беше смртно ранета. Туку како да беше смртно ранета. Сега ќе видиме колку е прецизно, колку е веродостојно според зборовите на првиот папа, апостол Петар, колку е веродостојно ова пророчко слово. Во какви, дури во најситните детали, пророчкото слово, Светото писмо е веродостојно. Значи, кога безбожната атеистичка француска власт, која што настапила по француската револуција, начело со Наполеон, кој што станал поголем диктатор од кралот Луи XVI, што бил соборен од револуцијата, како што во 20. век Сталин стана поголем диктатор од рускиот цар, што бил соборен во руската револуција. Тоа е секогаш еден вид законитост. Секогаш кога со некаква револуција луѓето сакаат да рушат некоја власт, резултатот тоа што ќе биде? Ќе биде полоша власт. Тоа е природен закон, докажан во историјата на безброј и на најголемите примери, докажан и во оваа карикатура од држава и карикатура од револуција, какви што имавме кај нас тука. Едноставно секаде се докажува, и на најголемите, и најсилните држави, и на најмалите, и најбезначајни. Секогаш со револуција, кога се руши една власт, се добива за резултат полоша власт. Но кога луѓето не читаат Библија, истовремено не проучуваат и не знаат историја, може да бидат предмет на манипулација, како што порано зборувавме, на разни ветришта што дуваат во денешниот свет. А што вели 10 стих? Кој во прогонство води, во прогонство ќе биде одведен. Кој со меч убива, од меч треба да биде убиен. Тука е трпението и ферата на светиите. И овој стих бил толкуван во контекст на настанот, што се случил на денешен ден, 1798 година. Постои еден интересен податок, што не се сеќавам точно кој го кажуваше и од кого го имав чуено во една проповед. Претпоставувам дека го имав чуено од еден покоен сега проповедник и доктор, но не сум сигурен дали од него беше. Мислам на доктор Расел Стендиш, но не сеќавам дали беше од него и каде беше. Но постои една ваква информација. Кога папата Пио VI бил уапсен и одведен во робство, француските атеисти, кои што многу се гордееле и многу го славеле тој настан, почнале тој папа да го нарекуваат подсмешливо, значи нели тој бил Пио VI, кој што имало пред него први, втори, трети, четврти, пети, и тој бил Пио VI. И француските атеисти почнале да го нарекуваат, знаете како?
Пио последни или Пио последниот. Така да го бројат. Зошто така го нарекувале? Затоа што биле убедени дека со овој настан завршила еднаш за секогаш завршила папската власт. Со овој настан еднаш за секогаш, значи, му е зададена смртна рана. Не само на папството, на католицизмот, воопшто, на католичката црква, на религијата воопшто и така натаму. Затоа го нарекувале последниот. Сега, колку биле во право првите атеисти, кои што мислеле дека со овој настан на папството и на католицизмот му задале смртна рана. Колку биле во право? Колку што биле во право сите нивни наследници, сите други атеисти во историјата до денешно време. Атеизмот се покажува, се докажува во историјата до ден денес како најглупавата религија што било кога постоела. А атеистите како најнаивните грешници што било кога постоеле. Видите колко е прецизно пророштвото. Пророштвото не вели дека му била зададена смртна рана. Туку како да беше смртно раната. Зошто како да беше? Зашто не беше смртно раната. Смртно раната значи повеќе да не постои. Умре. Готово. Како што сметале француските генерали, власти и така натаму, и сите атеисти после нив. Но не е смртно ранета, значи не е точно дека на папската држава тогаш и дошол крајот. Знаете колку пиовци имало на римскиот престол вкупно до ден денес? Сте чуле за Пио 12. Тој е еден од најпознатите во историјата на 20. век. Така наречениот хитлерски папа. Римскиот папа за време на Втората светска војна. Пио 12. Вкупно имало 12 пиовци. А атеистите, шестиот од тие 12, шестиот го нарекувале последен. Колку наивно. Колку погрешно. И колку е истовремено точна Божјата пророчка реч. Како да беше смртно ранета, затоа што не беше тогаш смртно ранета. Во текот на целиот 19 век, значи во 20 век имаше само двајца пиовци, во текот на целиот 19 век. Секој кардинал што станувал папа, после ова 1798 година, како за инает, бидејќи атеистите велеле Пио VI е Пио последниот, како за инает, и од инает се нарекувал себе си Пио VII, Пио VIII и така натаму се до 12. За да покажат и докажат колку е погрешно што шестиот го нарекувале последен и му се исмевале. Кој испадна во право, ако судиме во историски, во последните 220 години? Атеизмот или Божјето пророчко слово? Откровението конкретно. Одговорот е излишен.
Божјето пророчко слово е во право, бидејќи и во времето на последниот Пио, значи 12-тиот, веќе била обновена папската држава. Уште од 1929 година. Сега, се тоа го споменав само како еден вовед, бидејќи, ако завртиме 2 глави поназад, во 11-та глава, и тоа е оно што сакав посебно да го проучиме, што најверојатно ќе предложиме следната сабота. Во Откровение 11-та глава се зборува за двајца сведоци. Така носи и наслов главата, двата сведока, или барам првите 14 стиха до почетокот на 7-та труба. И би сакал да го повторам текстот од првите 2 стиха, кој што неодамна го цитирав во врска со третиот храм. Како започнува Откровение 11-та глава? И ми се даде мерна трска, слична на жезол. И ми се рече, стани и измери го Божиот храм и жртвеникот и оние што се поклонуваат во него. Што значи ова мерење на храмот? Тоа е едно многу интересно прашање. На вториот стих е уште поинтересен. А дворот пред храмот остави го и не мери го. Зошто? Бидејќи им е даден на незнабожците. Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. Колку долго? 42 месеци. Ова е едно многу интересно пророќство. И е вовед во едно многу интересно пророќство за двата сведока. Во историјата, овие зборови биле применети, како и во големата борба, на Француската револуција и на сите настани поврзани околу неја, што ако ја читате, 15-та глава од големата борба, ќе видите дека сите стихови од 11-та глава до 13-14 стих, до 13-тиот поточно, во големата борба се толкувани, како и во адвентното движење пред тоа, во контекст на Француската револуција. И тоа се разбира не е погрешно, иако на друго место духот на пророштво вели дека сите стихови 11 глава се однесуваат на иднината. Прво, што значи ова мерење на храмот? Што значи мерењето како символ што е тука употребен? Суд, точно. Адвентизмот мерењето на храмот го поврзувал со судот. Со кој суд? Прво да се подсетиме дали некаде од Библијата порано, пример во Стариот Завет, можеме да најдеме пример на текст каде што мерењето значи суд. Да. Изберен си на мерила и си се нашол лесен. Страшни зборови кои што пророкот му ги превел од надписот на зидот, еден страшен надпис што не го напишал човек, некој ангел го напишал. На царот, последниот вавилонски цар Валтазар, или Балтазар. Некој посветен на богот Ваал. Тоа значи името.
Балтазар. Измерен си намерил и си се нашол лесен. И што вели таму потоа пророкот Даниел на крајот од 5 глава? Истата таа ноќ беше убиен Валтазар, царот Вавилонски. Истата таа ноќ со неговата смрт, со неговото убиство, настапил крајот на Вавилонското царство, Вавилонската империја. Замислите, во една иста ноќ царот направил една безбожна забава, во која што се дрзнал да пие вино од светите садови, пехари, чаши, што били употребувани во светилиштето, односно во Соломоновиот храм на Ерусалим, од каде што дедо му Навуходоносор ги донел пред 70 години. И не знаел дека таа ноќ и дека таа забава му е последната. Тоа пијанство му е последното. Не знаел. Не знаел дека таа ноќ му бил изречен суд и дека настапил и неговиот личен крај за секогаш и крајот на целата негова империја. Колку бргу може да пропаднат или колку бргу може да снемат цели држави. Особено држави што се противат на Божиото Слово, што се противат на Божиот закон. Колку брзо ги снема атеистичкиве држави, што ние ги познавахме во 20. век. Колку брзо ги снема. Мерењето значи на храмот, овде станува збор, значи суд или почеток на судот. А Божиот храм шо е? И од каде почнува судот, според апостол Петар? Ако се подсетиме на првото Петрово послание, од каде почнува судот? Божиот суд го проучувавме минатата пролет. И проучувавме двете, но повеќе време беше посветено на првото Петрово послание во библиската поука. Прво Петрово послание, што ни кажува првиот папа за тоа од каде ќе почне судот. А време е да почне судот од каде? Како пишува вашиот превод? Прва Петрова 4 глава. Седумнаесет стихли. Така беше таа. Зашто време е да почне судот од Божиот дом, вели овој превод, што е Божијата црква, точно. И ако почне најнапред од нас, еве на што мисли под Божиот дом, од нас. Кој нас? Од црквата. Од црквата. И ако почне најнапред од нас, тогаш како влики им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божието Евангелие. Според визијата во Езекил или Езекиел 9 глава, од каде почнува судот, се сеќавате? Пак од Божиот дом, нели? Ајде го прочитаме уште тој текст за денес. Езекиел 9 глава.
она позната страшна визија. Казна за Ерусалим. Езекијел 9 глава. Од првиот стих. Извика на ушите мои со силен глас и рече: нека се приближат оние што сакаат да го казнат градот, секој со своето убиствено оружје во рацете. И ете 6 луѓе влегуваат од горната врата свртани кон север, и кај секој во раката убиствено сечиво, а меѓу нив еден облечен во ленена облека и на појасот негов сафир, и дојдоа, па застанаа до бронзениот жртвеник. И славата на Бог Израелов се спусти од херовимите на кој беше врз прагот на домот. Го повика Бог човекот облечен во ленена облека и кој имаше на бедрата појас. И му рече Господ: мини по средината на градот, по средината на Ерусалим, и стави им знак на челата на луѓето, оние што жалат, кои воздивнуваат за гадотиите што се вршат во него. А на другите чув да им каже: одете по него во градот и убивајте. Вашето око да не жали и не штедете, старец, момче и девојка, дете и жена, бите ги до смрт, освен кого. Но не гибајте ниту еден од луѓето кои имаат знак. А почнете од каде? Од моето светилиште. И завршува 6 стих. И тие почнаа од старешините што стоеа пред домот. Што значи да се почне од самиот храм, од светилиштето? Таму не се обичните евреи, обичните лаици. Таму се свештениците, таму се старешините. Другиот обичниот народ се во Ерусалим, но не се внатре во храмот. Ниту имале пристап внатре во храмот. Ова не подсетува на Пасха, првата Пасха, излегувањето од Египет, кога само оние домови, означени со крвта на јагнето, беа поштедени од погубителот. Но ова не подсетува на што во Новиот Завет. Ако отвориме во Откровение, овој пат 7 глава, реков Езекил ќе биде последен, ама ете, ќе дадам еден вовет за следната сабота. Откровение 7 глава. Потоа видов 4 ангела како стојат на 4 агли од земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветер ниту на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон 4 ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки: не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. И потоа вели, го чув бројот на одбележаните со печат. 144.000 беа одбележани од сите колена на синовите Израелови, а потоа наведува по име од кој колена. И така натаму. Има врска 11 глава од Откровението, мерењето на Божиот храм, судот, со запечатувањето на 144.000, се разбира дека има. Ке продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие.